Добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој. Овие епизоди ги правиме во рамките на серијалот Светот на жената, каде разговараме со жени успешни, но и хероини, секоја на свој начин во животот. Овој подкаст благодарна сум на Анче Туфекчиева, која се одзва на мојата покана и отворено сака да поразговараме за нејзиниот живот и за нејзината вера. Добре дојде во нашиот подкаст. Ви благодарам на поканата, мило ми е што сум тука денес со вас. Имам многу да кажеме во однос на мене лично и на мојата вера, која што сите ја знаат во Струмици пошироко. Ви благодарам на кафето и на гостопримството. Прекрасно е да се биде тука и да се сподели една приказна, односно со нашата приказна да бидеме дел од вашата приказна. Така. И да поттикнеме многу луѓе и многу мајки да размислат убаво што и како во животот понатаму. Да. Анче, ние неретко те гледаме по медиумите за изјави и интервјуа, но тоа е многу често поврзано со настанот кој го имате во рамки на Сдруженијето Вера, Да. која се организира и таму се разговара конкретно за настанот. За тоа ќе разговараме и ние малце подоцна, но она што мене ме интересира е како е животот на Анче со Вера, дете со Даунов синдром, како го поминува животот, како е да се биде, како што спомна ти во едно твое интервју, посебна мајка. Да. Во општество. Па вака, мајка сум на 3 деца. Верица е средното дете. На 19 јули ќе полни 17 години. 17 години ме прави посебна мајка. И знаете, кога раѓате дете со било каква диагноза, не го добивате со некои посебни упати и не го добивате со некоја наклонетост од институциите, со психолошка поддршка или било како. Знаеше дека има Даунов синдром? Не, ние откривме 2 месеца после низиното раѓање, откако ги добивме резултатите од кариотипот и за нас тоа беше голем шок. Едноставно, во тој момент, пред 17 години, јас мислам дека за мене беше најголемиот шок што на своји 26 години сум го добила. И благодарение на мојот сопруг, кој што секогаш е моја поддршка, тој ми кажа дека да, таа има синдром, но таа е наше дете и ние мораме нешто да направиме за да ја помогнеме. Тука почна нашата приказна, заедничка со Вера и што да направиме за да ја помогнеме, затоа што таа беше, децата со Даунов синдром се раѓаат со срцева мана, со мускулна дистрофија и со многу други вродени мани, да кажам, меѓутоа кај неа беше некоја мала срцева мана која што до 3,5 години се затвори и тука беше слабата мускулатура која што моравме секој ден да одиме на физикална терапија за да ја помогнеме еден ден да застане на нога. Така. Кажи ми, дали беше тоа најтешката одлука во животот која имаш донесено за да живееш со Вера или секојдневно? Не донесував одлука дали ќе живеам со неа. Се сеќавам на моментот кога на детска клиника во Скопје ни рекоа дека детето има Даунов синдром и дека ние можеме да го оставиме во дом. Тоа беа многу тешки зборови за нас. Опција ти ја дава? Опција ни ја дадоа, да. Јас знаев дека тоа дете е мое лично, нели? Дете родено со љубов. Едноставно си го завив во кебенцето и си заминавме дома. Со сопругот плачевме по цел пат од Скопје до Струмица. И знаевме дека таа очекува од нас, од никој друг, дека ние сме тука, првите во борбената линија кој што треба да ја помогнеме, да бидеме нејзиниот глас. Во тоа време, пред 17 години, јас барав помош од некои од мајки кои што се веќе родители на деца со Даунов синдром. Инаку, морам да кажам дека до тој момент, иако сум го учела тоа како настанува Дауновиот синдром, дека има лица со попреченост, никогаш немав контакт со него. Или па учевме во средно училиште, нели, како ученици. Да, јас мислев, да, добро.
Сега тоа беше тука кај нас, нели? И баравме помош на било кој начин. Што се случуваше пред 17 години? Каква беше свесноста? Како што реков, не добивме упатство од никој, моравме сами да го одиме тој пат. Баравме дел од фамилијата, морам да кажам, од најблиските изгубивме поради незината диагноза, но затоа па добивме огромен број на пријатели кои што и ден денес се тука и кои што и ден денес ни помагаат, едноставно заедно да го чекориме патот и да ги качуваме скалилата заедно со Верче. Ни помогна да дојдеме до ендокринологот во Скопје, кој што ни даде насоки со првиот преглед како и што понатаму, дека треба да одиме на физикална терапија, дека треба да биде вклучена во редовно образование, иако ние паралелно со тоа гледавме нели и како тоа се одвива во светот. Имаше ли тогаш опции? Сега знам дека малце е понапреднато општеството и на некој не сме сепак доволно, законот не се имплементира доволно, се уште голем дел од тие норми се на хартија, но како беше порано? Имаше ли асистенти? Не. Имаше ли помош од државата? Што се случуваше? Помошта како посебен додаток ја добивме после една година од нејзиното раѓање, затоа што до тогаш не смеевме да бараме посебен додаток. Меѓутоа... Како не смеевте? Па немаше право како лице со диагноза Даунов синдром додека да наполни една година да бараме посебен додаток од Министерството за труд и социјална политика. Сега не знам како е, тоа е пред 16 години, да. И морам да кажам дека за овие 16 години некаде околу 1900-2000 денари е покачен посебниот додаток, што е многу малку во однос на сите нејзини, да кажеме, трошоци или нејзини потреби кои што ги има, да. Меѓутоа, битно е таа да биде до нас, нели, да биде наше секојдневие и да тече животот понатаму. Вие сте мајка, го спомна и сопругот дека те подршка, дека сте заедно во цела ова приказна. Но сепак јас, поправиме ако грешам, имам перцепција дека мајката го сноси поголемиот товар на сето тоа да се биде родител на дете со посебни потреби. Да не звучиме многу феминистички, да не се налутат. Јас познавам и многу родители, татковци, кои што се навистина херои на деца со попреченост. Меѓутоа, мајката е некако погласна и поборбена и повеќе сака да издействува некое право, да. Кој оди најчесто? Најчесто мајката. Кога треба да се тропне на врата и кога треба да се побара помош. Кој најчесто го прави? Дали вие или сопругот тоа? Па најчесто сум јас. Имам некој карактер на бунтовност, Верица ме тука надогради. Затоа што знам дека јас морам да бидам и нејзиниот прв доктор, и нејзиниот прв учител, и нејзиниот прв адвокат. И морам секогаш, кога таа не може да каже, јас да кажам и во нејзино име да го барам тоа што неа ја следува. Некогаш со закон, а некогаш, нели, како нејзина потреба. Почесто сум јас со неа, и на мене тоа не ми представува никаква тешкотија. Едноставно веќе тоа ни е секојдневие и заедно го бараме тоа што недостасува во нејзиниот живот, во нејзината инклузија, во нејзината социјализација и мислам дека еден ден тоа ќе бидат нејзиниот брат и сестра. Ги учам сите тројца да се сакаат, двајцата да ја помагаат повеќе на Верица. Мислам дека... Како се справувате дома? Како ја гледаат тие? Најмалата ќерка знае некогаш да ми пререче: мамо, ти повеќе ја сакаш Верче. Јас секогаш и велам дека не можам јас да сакам некој повеќе, но дека ние сите многу повеќе сме и потребни на Верче. И затоа можеби така делува, но ние сите мораме на неа да ја помагаме.
и дека еден ден, кога нас, мене и татко и ќе не нема, дека тие двајцата со брати морат да бидат тука за да и помогнат. Тоа е, нели, синдромот на едно општество во кое што ние, како фамилии, во кои што живеат лица со попреченост, немаме сигурност дека еден ден ќе има центри за нашите деца, кои што ќе ги згрижат. Во моментот нема такви центри. За жал нема и мислам дека недостасува една пракса на овие деца, една едукација со практичен дел, со нивно вработување, со нивно обучување за секојдневните Така. Сега кога сме овде кај обврски што ќе ги имаат. Инклузија, Вера оди на училиште, така. Кажи ми твоето мислење како родител. Дали за Вера за училиште мораме да кажеме од почетокот. Затоа што мораме да направиме една споредба пред 15 години, кога сакав да ја запишам во градинката и сега. И тогаш наидовме на затворени врати, за жал. Во која смисла не сакаа да ја примат. Да, ние успеавме преку луѓе кои што ни помогнаа и успеавме и учителките рекоа дека може слободно, нели, после 2-3 дена да дојде. Меѓутоа јас не сакав да ја пуштам во средина во која што пред 2-3 дена учителките беа арогантни и пред другите деца викаа дека не можат да се грижат за Верче. Значи јас ја однесов во друга градинка во која што немаше никаков проблем, одма ја примаа. Не сакав едноставно децата кои што беа сведоци на низиното неприфаќање да бидат секојдневно со неа, затоа што тие веќе видоа примерот. Веќе ќе гледаат на друг начин, Вера. И морам да кажам дека таа беше и во основно училиште во Санду Масев. Првите години беше без асистент, благодарение на општина Струмица. Како се справи со тој предизвик, Вера? Тоа ме интересира, дали инклузијата, како законско решение кој се донесе, им помага на тие деца или ги прави да се осеќаат поразлични од сите други и ги... Јас сега ќе зборувам лично за нашиот случај, затоа што ако се зборува за инклузија на сите деца со попреченост, тука има многу диагнози, не сум упатена во сите, но за кај нас морам да кажам дека тоа беше на голема среќа за неа и таа сакаше едноставно да оди на училиште. Првите години беше без асистент, благодарение на низината наставничка, таа седеше и имаше голем напредок. Потоа се вклучија асистентите образовен и личен. Личниот беше за на одморите, да и помага, нели, а образовниот за на часовите. Така продолжи до 9-то оделение. Не почувствувавме никаква дискриминација во однос на основното образование. Им благодарам јас на сите деца и на сите родители, секогаш јавно зборувам дека... Децата ја прифатија и се грижеа за неа во... Да. Сепак недостасува делот на одење на екскурзија. Например, Верица можеше да оди на настава во природа и да оди или со асистентот или со мене. Меѓутоа јас не отидов, мислевме дека треба да оди со асистентот и едноставно таа недела не отиде таа на настава во природа во 5-то оделение. Екскурзија еднодневни е била и тука дојде периодот на корона. 2 години беше со онлайн часови, без подршка од асистент. Немавме никој. Оставена беше. Тоа беше не беше доделен асистент. Не беше доделен. Јас колку можев помагав. Тука мислам дека од периодот на короната таа во однос на низиното образование едноставно стагнира и потоа прележавме и корона, нели да не бидеме ние покусо. Фала му на Господ, таа е секогаш борец, излезе борец и во таа борба и тука беше полуматурата, одење сама на полуматура.
Како се справува? Како функционира? Ние ја знаеме Вера во градот сите. Да. Таа е многу мила личност, многу сака да се гушка. Да. Сака да сака, но како карактер, како би ја опишеле Вера? Како се справува помеѓу, например, своите другари? Јас од неја научив многу работи. Прво, дека материјалното треба да биде последно, а личноста треба да биде прва. Така и таа ни го покаже на сите. Так. Кога идат на роден ден кај неја, она се радува на луѓето што ги гледа, за разлика од сестра кој што пребарува по кесенцата. Сака поклони. Да. А на Верица не е битно ништо. Значи, она ги сака луѓето, ги сака децата, ја сака средината во која што живее, ги сака комшиите, сака да вика по нив, да се зафркава на свој начин, сите ја сакат, една позитивна личност. Многу сум благодарна што на нас како семејство и на сите околу нас таа покажа дека постои еден друг поинаков свет. И ние влеговме во нејзиниот свет да и го покажеме нашиот. Так. Да, и да направиме еден склоп на убав живот, кој што еве веќе 17 години заедно го живееме. Сте имали ли потреба некогаш, еве, и ти како мајка, но и вашата фамилија да ја браните Вера од напади? Во смисла, вербални, неприфаќање. Се случува најчесто во детската игра. Можете ли да се пресетите на таков некој момент? Како е реагирала таа? Се и случува ви многу. како вие ја браните во тој момент? Знам дека не е лесно како родител. Да, меѓутоа секогаш многу често се случува во некоја детска игра, деца што не ја познават, можат да и се смеат и она се нервира и ми вика мама, бара помош од мене. И јас само ќе кажам, Верче, нели не сакаше детето, ќе одам кај било кое дете, да им ќе му кажам, ајде да се запознаете на фин и на културен начин, затоа што мислам дека на децата не им е објаснато за овие деца. Едукација, затоа те прашувам. Да. Обично се случува со помали деца, кои што можеби немаат сретнато лице со попреченост или со Даунов синдром, и порано можеби бев многу лута. Но си ја трошев енергијата на непотребни работи. Сватев дека неедукацијата на луѓето не може да ми биде пречка во нашиот живот и можеби имам некоја ситуација со медицински лица, дојдено во некој вербален разговор, дуел, да малку да повишам тон. Меѓутоа, веќе не обрнувам внимание на тие работи и многу често ја оставам сама да се снајде, да го гушне детето, да се поздрават. Сакам да биде и самостална, мислам она е и самостална и се тргам на страна. Не сакам секој пат таа негативна енергија да ја акумулирам во мојот. Ми треба позитивност, ми треба смиреност. Така, те направи похрабра мајка и похрабра личност, Вера? Да, дефинитивно. Дефинитивно, реков и на почетокот, морав да бидам и се уште да сум. Се што таа не може, за да можеме нели да функционираме и да го бараме тоа што ни недостига. Во моментов ни недостига закон за средно инклузивно образование. Помина прва година таа во државното средно училиште Јане Сандански без образовен асистент. Законот за инклузивно средно образование се уште некаде е во процедура. Што подразбира тоа? Дека ќе им се доделува асистент на лицата со Даунов синдром, така? На сите лица со попреченост, дека ќе имаат образовен асистент, затоа што нема закон за инклузивно средно образование, таа во прва година помина без образовен асистент. А мислам дека образовниот асистент и како е битен, да и помага на часовите, затоа што тука се некаде околу 13 професори и
Реално не е обврска на секој професор, нели, да посебно внимание да обраќа на тоа дете. Не за џабе се тие предвидени асистенти. И не можеме да ги кривиме секогаш и воспитачите во градинките, и професорите, и наставниците. Тоа, баш како што каже, со донесување на законот и со имплементација на тие сите закони, мислам дека ќе се најде идеално решение и тие деца ќе се осеќаат поубаво во самите институции. Точно. Но каде шкрипи? Зошто не се носи тој закон? Која е Знам вашето само мислење дека за тоа? 3 години законот е некаде во фиоките во влада и дека се уште не е донесен и дека се чека на негово одобрување. Навистина ми е жал што има деца веќе кои што беа запишени прва година, еве во Скопје на една пријателка, детето веќе и заврши без инклузивен закон, значи заврши средно образование. Навистина ми е жал што ние мораме да го минеме патот и не знам дали од септември ќе почне да функционира, да се донесе законот и не знам дали Министерството за образование ќе обезбеди образовни асистенти, затоа што грижата за обезбедување на образовните асистенти е грижа на Министерството за образование. Ние имаме лични асистенти кои што се преку општина Струмица и општина Струмица беше прва општина која што направи да лицата со попречност вклучени во редовно образование имаат лични асистенти. Значи тоа е првата општина по чисто пример. Но за жал не е само општина Струмица, деца со посебни потреби, како што спомна, не само со Даунов синдром, имаме во сите градови. Се почесто и почесто се јавуваат такви деца и мислам дека станува алармантна ситуацијата, нека биде тоа апел до сите институции, да имаат малце повеќе слух за сите тие проблеми кои се не само детето, целото семејство се соочува со тој проблем. Па дури деца со надпросечна интелигенција се вклучуваат, нели, паѓаат во деца со посебни потреби. И децата со надпросечна интелигенција, И наместо тоа дете да се насочи во тој правец во кој може да биде корисен и во општеството. Точно. Ние го оставаме тоа дете само да седи во клупата и да не знае ништо. Среќа што, пак ќе кажам, Верица е социализирана и некој пат кога не се допаѓа часот по хемија или по физика, таа знае да излезе во холот на гимназијата, па знае да оде во салата за физичко, па таму да си вежба кошарка и мислам дека има... Како е прифатена таа во ова средина, во гимназијата? Одлично, многу. Ме прашуваа зошто ја избрав гимназијата за нејзино понатамошно образование. Мислам дека тоа беше изборот падна во однос на местоположбата на гимназијата, затоа што веќе таа беше во Сандо Масев, го знае патот да оди до таму и тука се сретнавме со многу познати лица, па дури и специјалниот едукатор и рехабилитатор кој што го познававме 10 години предходно, од оваа година почна да работи во гимназијата. Едноставно, звездите и беа наклонети на Верица. Во класот беа повеќе деца до 9-то оделение што и беа со ученици и тука немаше никаква пречка. Сакаше да оди на училиште, без проблем, дури втора смена кога треба да оди, таа уште од Сабајле е спремна за на школо. Ми изненади искрено, мислев дека нема да биде толку заинтересирана, но сепак работата толку години со неа, нели, да биде вклучена во образовниот систем, во редовно образование, дава, нели, плод, а на нас како родители најбитно ни е, нели, детето да биде прифатено и среќно. И мислам дека тоа успеавме во овие 17 години. На крајот од се и таа е дете, како и секој друго дете, ги има истите потреби, истите желби. Тоа ни беше и целта, нели, да покажеме дека тоа дете не е заразно, односно заразно во наводници, затоа што заразно пренесува љубов, смеа, знае на свој начин да покаже љубов и мислам дека
сите треба да учиме од тие лица. Тие деца. Да, Тие се чисти? најчисти, деца на сонцето. Така. Да. Вие имате направено здружение, формирано здружение Вера, го носи незиното име и мислам дека слоганот и се совпаѓа со подкастот наш, Биди свој. Како беше вашиот слоган? Слоганот на модната ревија кој што се организира, 7 пати поред се одржува е убави сме, свои сме. Така, Сега сме убави и свои кај вас во вашата секој треба да студија. биде свој. Кажи ми, дали сметаш дека за овие 7 години се има променето нешто во однос на, спомнавме законот како и што се развива, но во самите луѓе кај нас, дали успеавте да ја кренете малце на повисоко ниво свеста за тие деца и потребата да им помагаме на нив, дали им помагаме повеќе или ги сожалуваме? Каква перцепција има? Откако Верче направи 2 години, сакав на некој начин да покажам на општеството во кое што живееме дека тие лица се тука и дека ние како општество и како семејство треба да им помагаме. Треба да се избориме за нивните права да ги уживаат нели како еднакви жители на ова општество. Тие се права загарантирани според Конвенцијата на човековите права, нели? Затоа и го регистрирав Здруженијето Вера, кој што еве веќе 15 години успешно реализира настани. Се сеќавам на првиот настан 21 март, сакавме да го одбележиме 21 март светскиот ден на лицата со Даунов синдром, поради символиката на 21-иот хромозом кој што го имаат 3 пати. 21 март е светски ден на лицата со Даун. И тогаш имавме направено флаери во кои што имавме објаснато што е Дауновиот синдром, дека не е заразен. Сега е малце на повисоко ниво, се организираат... И бевме некаде околу 10 лица на плоштадот. Кога правам сега на ретроспектива, значи настаните и одбележувањата и сите што досега што ги имаме направено се со секоја година со поголем и поголем број на поддржувачи. И навистина тоа ме радува. Ме радува фактот што основните училишта се вклучени и сакаат да бидат дел од оваа манифестација. На тој начин децата од основните училишта ги учиме дека нели постојат и поинакви другарчиња и дека тие треба да им помогнат. Да, тоа е за поздрав, го гледаме често на модните реви. Да. Како доаѓа цел клас. Да ви кажам искрено, многу ми е криво што некој пат се случува од реден клас да се пријави покасно и да нема место во сценариото да го вклопиме, затоа што гледаме да не биде подолго и од час и пол, да не се изгуби трпението. Меѓутоа се случува и час и 45 минути, никој да не мрдне од публиката, сите да ја гледат ревијата со посебен сјај во очите, со солзи радосници. Публиката е тука многобројна, последните 2 ревии беа во Домот на културата. Да, сите тоа го доживуваат со многу емоции. Направена специјална модна писта. Тоа ме беше една голема замисла. И додека во другите градови лицата со попреченост се на некој начин како адути, надворот, сето тоа во Струмица, на овој настан тие имаат главната улога. И мило ми е што кога ќе излезат на модната писта, целата публика од негде 800 лица ракоплескаат, им ја даваат поддршката, плачат и ги прават и се смеат. Барам на еден ден тие деца. Они упорно сакаат пак да се вратат на пистата. Анче, доволно ли е тоа? Што го организирате и вашите напори како Вера Здружение за да промените нешто во нашето општество? Што друго е неопходно да се направи? Многу работи се неопходни, меѓутоа работите не може да се променат преку ноќ. За разлика од пред 17 години и сега, во однос на инклузијата и социализацијата на овие лица има многу направено и општеството, и поединците, и ние нели сите. Ке требат уште многу години. Јас си Верче одиме низ патот. Мислам дека ќе на некој начин да не звучи многу да се фалам или било како, меѓутоа мислам дека ги тргаме препреките заедно
Јас се смеам многу често, викам, Верче, да имавме еден тенк, до сега ќе прегазавме се пред нас. Се живо и диво, да. Да, што ти се радувам. Што ти дава толку голема сила да се бориш и да... Па може би изгледа така, меѓутоа мислам дека секоја мајка за своето дете се бори, а па кога е дете со попречност, тука борбата и силата е дупла поголема. И не верувам дека некој помалку се бори. Значи, сите мајки се борат за своите деца, а па кога се работи за дете со попреченост, кое што чека ти да му помогнеш, тога гледајќи го него во неговите очи, ја црпеш силата и енергијата и бараш начин да му помогнеш. Да. Што би им препорачала на оние мајки кои се уште не се свесни за некои предизвици кои ги чека во животот, а имаат деца со посебни потреби? Се додека не се соочат со дијагнозата на своето дете и не прифатат дека тоа е тука, дијагнозата е тука заедно со нивното дете, и дека треба тие да бидат првите кои што ќе му помогнат, се дотогаш нема да има напредок детето. Откако ќе се соочат со дијагнозата и ќе почнат да барат било какви средства, начини и било што да се помогне на детето, тука веќе ќе има напредок детето. Да не ги кријат децата дома. Се уште има родители кои што, дознавајќи дијагнозата, се плашат да кажат, или се срамат, да. Тоа многу често го потенцирам. Меѓутоа, мислам дека треба јавно да се зборува и со пријатели, и со роднини, и со сите. Верувајте, ќе изгубите некој, но ќе добиете пријатели кои што ќе останат тука цел живот. Да. Кога Анче прифати ситуацијата дека Вера е со Даунов синдром и ќе живее со тоа? Па некаде месец и пол после дознавањето од нејзината дијагноза, реков веќе со помош на сопругот. Најпрво мислев дека тоа е некоја казна од Господ. Меѓутоа, пак ќе кажам, во тие моменти на соочување со дијагнозата можеби е потребна психолошка поддршка, стручна психолошка поддршка на семејствата, која што за жал се уште ја нема во нашата држава. Да. Се бориме сите за детето, но никој не погледнува за родителите, како тие се справуваат со тоа. Тоа е најбитното, кое што не да ти вика остави го детето во дом, туку дојди да се договориме што и како понатаму. На кој начин да му помогнете? Да ви дадеме насоки на вас, дека не сте единствени, дека има и други, дека тоа дете ќе живее со тоа и со тоа и со тоа. Пропратно ќе има такви и такви предизвици. Значи, таа поддршка од општеството, за жал, ја немаме ние како семејства. Знам многу случаеви каде што семејствата не можат да го издржат предизвикот на соочување и тука се распаѓаат, што е навистина жално. Меѓутоа на детето му треба среќно семејство, прво. Друго, немој да мислите дека сите сме јаки, има моменти на слабост и јас лично ги имам, меѓутоа сакам да не ме осети таа, затоа што кога јас се секирам и таа е нервозна, се секира, да. Не сака да бидам тажна, затоа што мислам дека кај неа во нејзиното срце нема место за тага, дека има само среќа и љубов. И пробувам, значи, на некој начин, кога ќе бидам соочена со некој проблем или потешкотија, да не ме дознае. Имам една пријателка, Наташа, која што сега моментално е во гимназијата со неа како специјален едукатор и рехабилитатор, и секогаш ми е поддршка и на мене, па знае некој пат и да ми каже ајде доста, едноставно работите така треба и да бидат. Така, да. И со таа причина ние и го снимаме и продуцираме овој подкаст,
за да се разговара отворено и да достигне до секој еден овие, како да кажем, ваши проблеми и предизвици со кои се соочувате. Кога се разговара отворено, мислам дека и се наоѓа по-лесно и решение, но и се дава мотивација. Тешко е, кај неа е тешко, на сите, моментот кога е болна, едноставно има некој настинка или за разлика од другите две деца, кај неа сум претворена во уво. Да слушам како дише, со неа имаме многу често лежено на детска клиника во Скопје, додека да се ујачи имунитетот. Значи имаме многу поминано, се надевам дека ќе поминем уште многу, убави моменти. Тоа едноставно те прави борбен и силен, дека мораш да се избориш за неа, за детето, кој што е има моменти кога размислуваш на кого е потешко, дали на самото дете или на самиот родител кога се наоѓа во такви ситуации. Но јас пак ќе кажам, и кога е болна, и кога е со инфузија се смее. И тука мислам дека болката е нејзина, таа ја трпи, а јас се мачам, оти не можам да ја помогнам. И стварно е тешко е секојдневието. Не викам дека е лесно. Имаме многу предизвици во однос на природата е тука за сите, па дури и кај неа. Таа сака да излегува. Менструалниот циклус е тука редовен. Биолошкиот часовник отчукува во однос на влюбувањето и залюбувањето. Навистина ми е мило што сето тоа е тука присутно кај неа. Меѓутоа се плашам од друга страна како ќе биде таа сега вика дека има симпатија, се плашам како ќе ја објаснам дека може да се случи да не и се возврати љубовта. И тука ми е многу тешко на кој начин и како ќе се објасни сето тоа. Затоа бараме помош, бараме помош едни со други родители. Како што спомнавме баш, да не биде само помошта за децата, нека биде тоа помош психолози, психотерапевти, кои ќе посветат внимание за родителите. Да не звучам погрешно за сексуалното и репродуктивното здравје кај лицата со попреченост. Значи, тоа е нешто што на нас како родители не недостига во однос на периодот кој што е кај нив. Таа е сега во пубертет, излегува, се шетаме, нели, на нас како родители, па дури на неа ни треба и такако поддршка. Меѓутоа мислам дека сето тоа ќе не направи малку похрабри, ќе најдеме начини на ова, како да се покаже на неа, да и се покаже и дека таа ќе биде среќна пак. Може би и таа ќе ни го покаже патот, како што и многу пати го прави тоа. Знае многу често да кога се наоѓаме во некоја ситуација, Која би била твојата неостварена желба? Како посебна мајка? Малку тешко прашање. Неостварена желба, што ќе ми се оствари или? Што сакаш да ти се оствари? Па сакам да ја видам и неа како се мажи. Многу често ги гледам таквите примери. Сакам и таа да основа семејство. Мислам дека ние сме многу назад со сето ова. Се надевам дека ќе ја помогнам и додека сум жива да бидам нејзина поддршка. Јас се надевам дека ќе останете своји и убави, како што сте и до сега. Благодарам на поканата. И ти благодарам на ова искрен разговор кој го имавме двете. Ви посакувам многу здравје, тоа е најбитно за Вера. Здравје на сите, среќа, насмевки, да бидеме сите едни до други, да не ни недостига никој. Затоа што и тие се деца на нашето општество. Вие сте мајка, посебна мајка, херој и сум многу горда што сте дел од нашиот подкаст. Ви благодарам многу. Анче, ќе се видиме повторно. Ќе разговараме на други теми, на располагање, за инклузивност, да ја подигнеме свеста за кај сите луѓе, за тоа што и тие деца се деца
и тие луѓе треба да бидат вклучени во општественото живење и тие можат да придонесат на свој начин во општественото живење, но треба системот тоа да им го ги насочиме. Ако ги насочиме, ако ги обучиме. Сите интелектуалци, сите талентирани луѓе се на некој начин посебни. Дајте да им помогнеме и на нашите деца да придонесат во општеството. Може да бидат корисни да бидат корисни и да бидат самостални еден ден кога нас ке не нема. Тоа е најголемата желба на секој родител на дете со попреченост. Да си го види детето самостално и да знае дека еден ден тоа дете ќе може само да живее. Така. Ти благодарам уште еднаш, Анче. Се гледаме. До вас поздрав, се гледаме наредниот подкаст.